Започнуваме со урбаните вести на Прва Скопска. Добро дојдовте во нив. Скопје ќе добие забавен парк согласно европските стандарди. Повеќе за оваа информација во вестите. А сега гледаме генералната најава. Почна постапката за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клима уреди. Летово ќе се пушти во употреба адреналинска жичара во Скопје. Скопје ќе добие тематски забавен парк. Продолжува раззеленувањето на општина Аеродром. Мартинка за среќа во чест на древниот македонски празник Ксантика. Од денеска започна субвенционирањето на граѓаните за купување инвертер клима уреди. Објавувањето на јавниот повик предизвика голем интерес кај граѓаните, кои во голем број се собраа пред град Скопје за да ги достават потребните документи. Градот Скопје денеска го објави јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за купување инвертери и други современи уреди за затоплување. Со јавниот повик, како што посочуваат од град Скопје, се опфаќаат сите инвертер клима уреди кои се купени од 1 јануари и ќе трае заклучно со 30 ноември или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот на град Скопје за оваа намена. Субвенционирањето на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на посовремени уреди за затоплување за 2019 година ќе се финансира од буџетот на градот. Висината на субвенцијата ќе биде во износ од 50% од вредноста на уредот, но не повеќе од 15.000 денари, со вклучен персонален данок на доход, додека јавниот повик ќе се реализира согласно со принципот прв дојден, прв услужен, наведуваат од град Скопје. Право на субвенционирање на дел од средствата за купување инвертери ќе имаат физички лица кои се жители на скопските општини и кои немаат искористено субвенции, од кои било извор во Република Македонија за затоплување на своето домаќинство. Важно е до поднесување на барањето граѓаните да биле корисници на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут. Исто така, еден од условите да се добијат субвенции за инвертер клима уреди е станбениот објект да не е во фаза на градба и да нема приклучок на градско централно грејење во станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот, без оглед на тоа дали го користи и дали има платено данок на имот за станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот, заклучно со 2018 година. Тендерот за изградба на адреналинската жичара ќе се распишува на пролет, а од град Скопје се надеваат дека скопјани ќе почнат уште летово да ја користат. Според верувањето на градските власти, адреналинската жичара ќе биде од особена важност за развојот на туризмот во македонската метропола. Советниците на град Скопје ја изгласаа предлог одлуката за изградба на адреналинска жичара. Според најавите, оваа атракција ќе биде опремена со безбедносна опрема и систем за кочење, со кој ќе се регулира брзината на движењето, а зип-лајнот ќе ги поврзе Калето и старата скопска чаршија како културно-историски амбиенти со музеот на современа уметност и градскиот парк. Должината на зип-лајнот е предвидено да биде 400 метри. Тендерот ќе се распишува напролет, а од град Скопје се надеваат дека скопјани ќе почнат уште летово да ја користат адреналинската жичара. За изградбата на оваа нова туристичка и рекреативна содржина предвидено е да се потрошат помеѓу 2 и 3 милиони денари. При тоа, процесот на градење не предвидува градење на објекти кои непотребно би зафаќале дополнителен простор на почетната и крајната точка од жицата, велат од град Скопје. Градските власти се сигурни дека зип-лајнот во Скопје ќе ја зголеми туристичката и рекреативната понуда на градот и несомнено ќе го стави Скопје во редот на модерните европски градови, кои посветено работат на унапредување на туризмот, преку изградбата на атрактивни објекти со потенцијал да привлечат нови туристи од земјава и регионот. Скопје сепак ќе добие Луна парк или поточно тематски забавен парк. Според информациите од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, паркот ќе се гради согласно нов проект, согласно несовремените европски стандарди. Станува збор за изградба на забавен парк, каде освен забавните содржини за деца, ќе има и ресторани и други содржини за сите возрасти, каде ќе може да ужива целото семејство.
Скопје сепак ќе добие забавен парк, иако пред известно време беше сопрено градењето на новиот Луна парк. Според информациите од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, Луна паркот во градскиот парк ќе се гради согласно нов проект. Како што рече Шилегов, Скопје е европска метропола и согласно на тоа Скопје мора да живее по најсовремените европски стандарди. Станува збор за изградба на забавен парк каде освен забавните содржини за децата, ќе има и ресторани и други содржини за сите возрасти. Градоначалникот Шилегов изјави дека концептот да го донесете вашето дете или внуче на Лулашки е надминат концепт. Она на што работиме во градот е концепт на тематски забавен парк кој регионално не постои и ќе го има во нашиот град, со што Скопје ќе го стави на туристичката мапа во регионот. Тематски забавен парк има во Солун и никаде во околината. Тематските забавни паркови подразбираат тоа што надвор од забавните содржини за возење да имаат и содржини за целото семејство, од зеленило, ресторанче каде ќе може да се одмори и да се земе нешто освежително, да имаат забавни содржини за целото семејство. Градоначалникот Шилегов додаде дека она за што тој води сметка е тоа што средствата кои градот ги потроши за набавка на апаратите, само 1.000.000 евра е партерното уредување согласно стариот проект да бидат вклопени во новиот проект, значи да не се трошат дополнителни пари. Како што информираше градоначалникот за изградба на овој забавен парк, предвидени се вкупно 1,3 милиони денари, од кои 4 милиони денари за изработка на проектот, 26 милиони денари за набавка на реквизити и нивно монтирање и 50 милиони денари за изградба на паркот. Инаку за подсетување, според претходно изготвениот проект, Луна паркот требаше да биде готов на крајот на 2018 или почетокот на 2019 година. Паркот требаше да се простира на површина од 25.000 метри квадратни, на истата површина како постојниот Луна парк. Во претходниот проект беа предвидени 27 реквизити, меѓу кои требаше да има 3 адреналински реквизити, 6 семејни и 18 детски реквизити. Денеска се подаруваат црвено-бели мартинки за среќа. Црвената боја значи крв, живот и љубов, а белата чистота и среќа. Иако ова представува вековна македонска традиција, Македонската православна црква повикува на предпазливост, обичајот да не стане суеверие. Секој 1 март, во чест на мистериозната баба Марта и доаѓањето на пролетта, се плетат уникатните мартинки, едни од омилените модни додатоци на младите. Сплетените мартинки потоа се подаруваат за среќа. Иако нив ги носат и млади и стари, најмногу им се радуваат децата. За нив секој 1 мартовски ден е како празник. Традицијата е на првиот ден од март најстарата жена во семејството да врзува на рацете на децата засукан бел и црвен конец за здравје и против уроци. Мартинките се носат до појавата на првото процветено дрво или на првиот виден штрк, а во Македонија и до здогледување на првата ластовица. Потоа се ставаат под камен и се гази од озгора. Ако по еден месец под каменот има мравки, се верува дека годината ќе биде берикетна. Адетот за носење мартинки се пренесува со генерации. Така било, така е и така ќе остане. Секој март во годината. Мартинката се изработува од волница, но и од свилен или памучен конец, во зависност од фантазијата на мајсторот што ги изработува. Тие може да бидат за врзување на рака како топчиња или коцкички, па и мини куклички или машнички за наревер. Црвената боја значи крв, живот и љубов, а белата чистота и среќа. Иако ова представува вековна македонска традиција, Македонската православна црква повикува на предпазливост, обичајот да не стане суеверие. Убаво е да се почитува традицијата, бидејќи убаво изгледа мартинката на раката, но не треба духовно да се расипуваме и да веруваме дека неколку конци ќе имаат било какво влијание на нашите животи, ниту пак да стравуваме дека ќе има фатални последици, доколку не се почитува некое утврдено правило, велат од црквата.
Етнологот Томе Крстевски вели дека старите македонци имале високо ниво на духовност, имале свои верувања и култови, но еден од најразвиените им бил култот кон Ксантика. Ниеден народ нема празник стар 3000 години, што се задржал до ден денешен. Македонскиот народ има празник кој е наречен Ксантика, се слави на почетокот на пролета од 1 до 31 март. Зборот Ксантика означува светлина, виделина, односно божица на цвеќињата, на љубовта и убавината. Според едно предание, во Ксантија бил заљубен македонскиот бог Македон. Таа му била прва и чиста љубов. Но откако злите сили ја претвориле Ксантија во цвет, Македон секоја пролет ја барал својата љубов на сите ливади и полиња, покрај сите бистри потоци и реки, во сите градини, во својата земја Македонија. Потрагата на Македон по Ксантија била секоја година, која траела 30 дена, а за тоа време македонците го прославувале празникот, простувајќи и посакувајќи исполнување на желбите. Во чест на оваа необична и нестрекна љубов на Македон и божицата Ксантија, македонците првиот месец на пролетта го нарекле Ксант, а пролетниот празник Ксантика. ССК, легализирањето на дивоградбите е амнестирање на кривично дело. Неверленд, детско драмско студио, проект за деца во социјален ризик. Повик на Друштвото на писателите на Македонија за прием на нови членови. Дивоградбите, според Градижната комора од Сојузот на стопански комори, представуваат кривично дело. Се што е дивоградба е кривично дело и треба да биде санкционирано со затвор. Дециден е председателот на комората Ивица Јакимовски. Дивоградбите се кривично дело, а нивното легализирање значи амнестија, реагираше денеска Градежната комора од Сојузот на стопански комори. Според комората, бесправното нелегално градење не само што фрла црна дамка врз градежниот сектор во земјава, туку и уште повеќе ја поттикнува сивата економија која и онака зема силен замав. Се што е дивоградба е кривично дело и треба да биде санкционирано со затвор, дециден е председателот на комората Ивица Јакимовски, кој денеска на пресконференција потенцираше потребата од јавна дебата за надминување на овој проблем. Не може, смета Јакимовски, градоначалниците да не знаат што се гради кај нив. Воедно тврди дека ниту една регистрирана градежна компанија не гради бесправно и дека дивоградбите се всушност дела на индивидуалци или евентуално фирми регистрирани за сосема друга дејност. Јакимовски исто така потенцираше дека властите мора да ја обезбедат потребната инфраструктура за која инвеститорите плаќаат. Потребно и побрзо решавање на проблемот со донесените детални урбанистички планови, кои ги укина Уставниот суд, зашто компаниите по оваа основа трпат големи штети. Во делот на високоградбата, се уште состојбата е неизвестна и не се знае кога ќе се затвори проблемот со укинатите, а веќе донесени детални урбанистички планови, што резултира со правна неизвестност на инвеститорите кои трпат големи финансиски штети, рече Јакимовски. Во врска со трендот на купување станови, председателот на Градежната комора наведе дека се што е квалитетно се продава. Општина Центар и Сдруженијето за хумано општествен развој проект Среќа денеска го презентираа новоформираното детско драмско студио наменето за деца во социјален ризик. Часовите по глума ќе се одвиваат 2 пати неделно во просториите на канцеларијата за млади на општина Центар. Во организација на Сдруженијето за хумано општествен развој проект Среќа, а со поддршка на општина Центар, денеска беше представен проектот Детско драмско студио за деца во социјален ризик Неверленд. Проектот ќе биде наменет за сите деца кои имаат желба за театар и глума. Председателката и основач на Сдруженијето проект Среќа Кристина Арнаудова објасни дека постојат многу деца кои живеат во социјален ризик, особено на оној ризик што се однесува на квалитетот на живеењето. Детското драмско студио ќе биде бесплатно за сите деца во социјален ризик. Драмското студио ќе биде наменето за децата кои имаат желба за театар и глума. Часовите ќе се одржуваат 2 пати неделно во просториите на канцеларијата за млади на општина Центар. Друштвото на писателите на Македонија во текот на март ќе прима апликации за членство. Особено се поттикнуваат помладите автори на возраст до 35 години, како и книжевните творци кои пишуваат на јазиците на националностите.
Друштвото на писателите на Македонија во текот на март ќе прима апликации за членство. Пристигнатите апликации ќе ги разгледува председателството на Друштвото на редовна седница во април и по пат на гласање ќе ги избере кандидатите кои ги задоволуваат критериумите за избор. Пожелно е апликантите да се творци на дела со забележлив критички одглас во јавноста и да се личности кои се посветени на развојот и афирмацијата на литературата во современото општество. Особено се потикнуваат помладите автори на возраст до 35 години, како и книжевните творци кои пишуваат на јазиците на националностите, соопшти Друштвото на писателите, додавајќи дека основни критериуми ќе бидат уметничките квалитети на понудените авторски дела и степенот на нивната препознатливост и потврденост во релевантните книжевни кругови. Апликациите за членство треба да се упатат до председателството на Друштвото на писателите на Македонија заедно со примероци од најмалку 3 и најмногу 4 авторски книги, биобиблиографија во која ќе се потенцираат сите постигнати успеси на книжевен план, критички осврти и награди, застапеност во списанија, антологии и избори, учества на книжевни фестивали и други манифестации, преводи и препеви на други јазици и 2 препораки од истакнати писатели. Апликациите, книгите и останатите документации може да се достават лично или по пошта во просториите на Друштвото на улица Максим Горки, број 18, секој работен ден од 9 до 12 часот. Сончевото и топло време ќе продолжи и утре, за кога се најавени 14 степени Целзиусови. В недела температурата ќе се движи од -3 до 11 степени, додека в понеделник од -1 до 14 степени. Во вторник имаме температура во интервал од 0 до 15 степен. И пред самиот крај на вестите уште една информација. Општина Карпош преку фирма изведувач почна со интензивно чистење на каналите за наводнување од реката Лепенец кон Бардовци. До сега се изчистени приближно 4 километри од каналите за наводнување, а работите околу нивното расчистување од таложник и друг отпад ќе продолжи и во наредниот период. Ова беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не гледавте. Повеќе информации на нашата веб страна matama.mk. Од мене довидување.